Јас сум Калија Димитрова. Неодамна наполнив 33 години, иако не знам тоа дали е битно. Во последно време мислам дека не сакам многу као да кажувам јас сум тоа и тоа, затоа што мислам дека сум многу повеќе од тоа што работам. Некојаш помалку. Али како и да е, се занимавам со некакви видови на уредување, приредување, пишување, од кога се сеќавам за себе. Всушност, во прво оделение со моите соученици направивме училишен весник и бев демократски одбрана да бидам уредничка на истиот. Така што тогаш почнав со таа работа. Во 2023 година ја издадов својата втора збирка во Хаос од радост, која што лани доби регионална награда, што се вика Штефица Цвек и ми е особено драга заради името што го носи по лик на Дубровка Угрешик. Хајрики! Исто така, веројатно еднакво важно за мојот живот е дека сум основачка и главна уредничка на феминистичката платформа Медуза. Медуза овој месец ќе го прослави својот 6-ти роден ден и не знам зашто упорно сакам да кажам нешто колку години постои кога слави роден ден, но сум многу церемонијална личност и ми се важни тие циклуси и некојаш така ми е интересно као кога ќе помислам дека Медуза постои 6 години сум као вау. Медуза, мислам дека почнав од некоја лична потреба за прибежиште и некој афирмативен феминистички простор во еден дигитален свет во кој што навистина ми делуваше како да доминира омразата, сексизмот, мизогинијата, едноставно многу негативна енергија. Истовремено не можев да најдам доволно ресурси феминистички на македонски јазик, а ми беше важно да ги читам на мојот мајчин јазик, затоа што мислам дека различно ги восприемаме нештата кога ги читаме на нашиот мајчин јазик наспроти, еве да речеме англиски, а истовремено бев свесна дека многу луѓе можеби и не знаат англиски, а сакаат да имаат пристап до таков вид на содржина. И се вратив од студиот странство, мислам дека си го барав местото во оваа земја и некако вајда барав начин да ги спојам своите интереси за пишување, за социополитичка реалност, за родови теми, феминизам секако, култура, сестра на личност од дете. И така некако вајда тоа почна да си се крчка во глава и едноставно бев многу како да кажам, бев стимулирана од тоа дека имаме доста жива феминистичка сцена и овде и во регионот, ама некако како да не беа доволно обележани, запишани, архивирани сите тие нешта и едноставно добив желба некако тоа јас да го правам. Гласот на Медуза треба да биде колективен глас, така што идејата некако тргна од оваа моја желба и мотивација, но уште од почетокот почнав да разговарам со многу луѓе, правев истражување, едноставно гледав кои може да се сојузници, кои се заинтересирани, кои можам да ги мотивирам ако не се заинтересирани да станат заинтересирани, така да уште од почетокот го имаше тој колективен момент. За сега после 6 години да работам постојано со мојата соуредничка Душица Лазова, да се зголемува тимот постојано и всушност содржината се креира од 30 можеби повеќе соработнички, така што навистина Медуза е еден колективен феминистички простор кој што така и звучи, така и делува и се надевам дека луѓето што го читаат така го восприемат како колективен труд. И мислам дека едноставно таа заедница си расте постојано, затоа што на нас, на сите нас кои што сме феминисти, феминистки и се интересираме за овие нешта и сакаме да веруваме и да градиме некој поубав и понежен и поемпатичен свет, ни треба тие алатки, знаење, споделување. Таму сме за да пишуваме, но и за да читаме, и за да се смееме, и за да плачеме, едноставно е еден таков колективен простор што им дава некако чадор на сите овие наши потреби, што можеби не ни се удоволени од други медиумски простори. Мислам дека нормално сите овие години кога го работам ова, од време на време, некогаш почесто, некогаш поретко, се прашам окей, како прави ли смисла ова да се прави во земја во која што е веќе срамота да кажеш дека си феминистка на некој начин.
не веќе, од секогаш беше срамота, но имаше некои моменти кога беше популарно, сега мислам дека не е. И нема тоа како да се измери, тоа е многу тажно, дека ти нешто работиш и многу се вложуваш и веруваш во нештото и не знаеш дали прави некоја реална разлика. Тажно. Сакам да кажам дека тие чувства на себе сомнеш, не себе сомнеш јас во себе, него себе медуза сомнеш, мислам дека се нормални затоа што постоиме во некој простор и во некоја земја или во некој општество, како и да е, или во некој јазик што постојано ни кажува дека треба да се смалуваме, дека не треба да го кажуваме тоа што го мислиме, дека не треба да го чувствуваме тоа што го чувствуваме, дека не треба кажуваме не, дека не треба поставуваме граници, дека не треба да чувствуваме задоволство. Значи постојано од кога ќе се родиме како жени во вакви земји сме цензурирани на некој начин. И Медуза едноставно шлаканица на сето тоа затоа што многу гласно постојат сите тие луѓе во тој простор. И мене самото тоа по себе ми прави смисла, затоа што таму се јавуваат луѓе што немаат никакво искуство со пишување, само едноставно имаат приказна што сакаат да ја раскажат и им дошла зрела и веќе не сакаат да онака им тежи и сакаат да го соочат светот со својата болка или со својата траума или со своето знаење или искуство, што и да е, со своето вештарство. Мојот драг пријател и како што понекогаш сакам да го наречам интелектуален ментор, Славчо Димитров, ја го даде името Медуза, meduza.mk. Всушност, мислам дека е очигледно дека името доаѓа од митот за Медуза, која што е една од можеби најнесватените жени во историјата и во митологијата. Меѓутоа на друго ниво постои еден гениален есеј, се вика Смејата на Медуза од 75-та година од Хелен Сиксу, една филозофка. И всушност целиот есеј го разработува аргументот зашто е револуционерно и важно за жените да пишуваат за себе и да ги наведуваат другите жени кон пишување. Всушност го разгледува пишувањето како реобмислување на себе си и реапропријација на историјата што горе-долу насилно им е одземена на жените во минатото па и денес. Важно е нештата да бидат во јавниот простор и во јавниот дискурс, што се става под тепих, значи дека е на нечија штета и значи тоа е во оној стилон као демек кјути си да не биде и полошо и така цел живот ги учеле жените да си кјутат по дома, кои што биле онака жртви на насилство, се уште се жртви на насилство и слично. И као демек нели ние треба да молчиме за да има мир во куќа. Мир во куќа не постои, мир во куќа е секогаш на штета на некој што има помалку моќ. Мислам дека промените се случуваат со долготраен, истраен труд кој што во голема мера се пренесува трансгенерацијски, се пренесува преку комуникација, се пренесува преку зборот, да се вратиме на зборот, заради тоа верувам во таа трпелива работа, што така сака ја нарекува Џејмс Болдвин. Тоа е работа за која што едноставно треба да си има кондиција. Со што е на долга стаза, ама мислам дека само така се прават вистински промени. Работата што ја работам за Медуза, текстовите што ги пишувам и целата уредувачка работа и слично, е многу јасно политичка, ангажирана, феминистичка работа. Од друга страна, од секогаш пишувањето поезија беше еднакво присутно во мојот живот, затоа што тука сакам малце да си дадам повеќе простор да ги истражам тие некои најранливи, најинтимни аспекти на постоењето кои што понекогаш се косат со нашите, како да кажам, политички вредности и слично, каде што онака буквално е присутна таа некоја најгола човечност. Тоа ми е еднакво важно да го истражувам, затоа што преку поезијата, која што мислам дека е една од последните алатки што ги имаме во денешно језиво време, баш она како да кажам, нешто да правиме што е тотално фокусирано од една страна, а од друга страна као не прави многу смисла, нема никаква цел. Затоа ми е многу важно да останам истрајна во поезијата, затоа што е како некоја игра што си е цел сама за себе. Веќе неколку години ги заокружуваме годините со публикација
Мене тоа ми е многу важно, затоа што до некаде заради паранојата дека нешто ќе се случи со интернетот и одеднаш како ќе снема све. Многу ми е важно, мислам, друго е со печат, као го држиш, можеш да го помирисаш, као тактилно е доживувањето и мора да некако да се опстои. Мислам да опстои како пракса на луѓето и заради тоа го правиме еднаш годишно, нема потреба од повеќе. И секоја година избираме една тема која што ние се чувствуваме како тим, дека некако символично го отсликува моменталното нешто што го живееме. Оваа година книгата се вика Без див, и сака и вклучува околу 15 различни аспекти на темата од различни автори и авторки и различни форми. И тие има, да кажеме, простор да го да се изразат на таа тема, но нештата што нас не инспирира, прашањата да речеме, се случувањата околу нас кои што не оставаат без див, немањето време да се здивне во условите во кои што живееме, кои што се екстремни. Прифаќање на фактот дека ова е животот. Као животот нема да почне кога ќе ти биде чист подот или кога ќе ти се сите овци на број или кога не знам што магично ќе се случи од утре, нели ќе почнам да живеам среќно, исполнето и задоволно. Туку едноставно ова се условите што ни се дадени, а некаде имам прочитано дека среќата е некаде измеѓу желбите и условите со кои што се среќаваш. Така што мојата лична порака е дека треба да се види во ова сега и овде, каде може да се најдат мали процепи на среќа, задоволство, поврзување, радост и слично, кои што ни наполнат со живот и енергија, за да можеме да се соочиме со се она останато.